rečica, mane mila rade, veljan od rečica, mane mila rade, veljan od rečica, što mi predade, sedlu mosu duši, sedlu mosu duši, se mladim očina, se mladim očina, sine Makedonci, nane mila nane, sine Makedonci. Во 1905 година се раѓа тетка ми Цара, а за време на Првата светска војна учествува борејќи се во Битолско и Леринско. Умира султана и дедо ми бил приморан да се врати и да биде со тетка ми Цара. Дури и песната што србите ја пеат спремите се четници за време на Првата светска војна, дедо ми на татко ми му велел дека тоа беа македонци, Јован Бабунски македонец, а исто така и песната е македонска. Исто како што е и песната Таму далеко, далеко крај мора, македонска песна. Но по Првата светска војна дедо ми пак се преженил, земајќи ја мојата вистинска биолошка баба Зора, чиј син е мојот татко Стојан. Меѓутоа, генот си е ген. Двајцата мои први братучеди, Драги и Цветко, кои беа со 10 и 12 години разлика со татко ми, за време на Втората светска војна одат партизани, а татко ми позадина. Братучет ми Драги, место на Солун во 1944 година го пуштат на Срем и таму швабите, односно германците, му ја пресекуваат главата, а по ослободувањето братучет ми Цветко Вретовски го затворат и во Отешево со други ВМРО-вци ги градат хотелите. Тој таму заедно со Благој Марковски од Дебрца Охридско го пишат текстот на песната Оф Аман. Од Отешево го праќаат во Идризово, каде што лежеше со Ченто, а 1954 година го ослободуваат и кога се враќа во Велгошти, кларинетистот Ристо Ничов Брно ја мисли мелодијата на песната Оф Аман. Мојот пак татко од башите го зеле во 1947 година и цел месец го мачеле за да каже нешто за братучет ми Цветко, што дошол и до смрт, па го завивале во јагнешка кожа за да оздрави. Дедо ми Ристо навистина беше голем комита, јак јунак. Ove
Ристо Лапајко имаше добиено и линденска значка. За него е пишано и за востаниците и линденци ВМРО-вци во Охридско-Струшкиот регион. Опеан во песна која ја слушнавте, што поради големината на песната, која беше Нане Мила Нане или Одоздола идат 7-8 души, е скратена, а во песната вели осмиот не беше Ристо Кортичанец. Неговата слика е во музеот во Охрид заедно со Ламбе Арнаудов, иначе дедо на поранешниот министер Ламбе Арнаудов од Охрид. Реков дека Ристо Лапајко многу го сакаше кавалот, песната, но и многу сакаше да чита. Меѓутоа за него најголем другар, најголема љубов му беше пушката. Умира на 75 годишна возраст. Мојот татко револверот и кавалот го подари во музеот во Охрид, а и линденската сребрена значка ја задржавме. Јас би сакала да се обратам до мојот дедо, иако не е меѓу живите. Убаво ќе беше да бев родена додека ти беше жив, за да ми кажуваш подетално за многу твои битки, а јас да ги прераскажувам на моите деца, па и внучиња. Ти од твоите предходници, а твоите внуци од ќерка Драги и Цветко Вретовски, како и мојот татко Стојан Лапајковски, беа задоени од твоите идеали. Јас пак, како ваша внука, братучида и ќерка, нема да мирувам зашто јас сум вашиот карактер. Ќе го продолжам патот макар и на ваков начин, се додека мојата татковина Македонија не ја видам како што била. Не само вардарскиот дел, туку мора да се работи на обединување на целокупна Македонија, но се разбира, сам никој не може. Овде, благодарение на сите нас македонците, заеднички сили мораме да се бориме и да ја издвоиме победата за Македонија, а јас сум само една мала микроскопска амеба. Може би ова што сега пак ќе го кажам за некого ќе биде смешно или глупаво. Имено, јас верувам во силата Божја, верувам и во задгробниот живот, во духот на починатите, но исто така верувам и во она што старите кажува дека умрените се поблиску до Господа. Затоа можеме да ги молиме нашите најблиски кои не се меѓу нас во наше име, да го молат Бога за сите наши проблеми во случајов со Македонија. Повеќе од јасно е дека сите комити, борци, партизани, но и оние со војските на македонските кралеви, цареви како Филип, Александар и така натаму, се превртуваат во гробовите од ова што непријателите работат врз уништување на се што е македонско. Затоа ти, мој дедо Ристо, бидејќи го знаеш и Христо Узунов, и Методија Патче, и Даме Груев, и Андон Шибаков, и Аргир Маринче, како војводи, а сигурно и уште многу други, здружете се со сите македонски цареви и кралеви, војсководци, војводи, комити, партизани, борци, за да со помош на Бога ни помогнете како најлесно да оттргнеме се што е направено на Македонија и македонскиот народ. Да помогнеме за да го пронајдеме вистинскиот човек кој ќе ја победи сатаната и сите негови слуги ѓаволски. Но затоа пак ние нема да се откажеме од ова што сме почнале. Нема да се предадеме, зашто Македонија е земјата со која започнал светот и се намножил на целата планета. Македонија е исто како птицата Феникс со црвено-златна боја, исто како што и македонското национално знаме од памтивек па до денес. Тоа се мисли дека умира, но повторно се раѓа, се обновува како и самата птица Феникс. А знаете ли зошто? Затоа што Македонија е света земја, затоа што во неја се родени Господ Бог или Богот Зевс, Богот на животот, со сите други богови и богини и многу ангели светци. Затоа и Бог нема никогаш да ја предаде на сатаната ова наша света земја, туку ќе ја чува како зрното бисер во школката. Меѓутоа мораме и ние да издржиме, да не се предаваме, а познато е дека подолжно доаѓа сонце, исто како после темната ноќ доаѓа ново утро и нов светол ден за Македонија и целиот наш македонски народ. Прилогот за дедо Ристо Илиев Лапајков ќе го завршам со мелодијата Земјо мила, исполнета од пеана од мојот покоен братучет Ангеле Михајловски Тушкаловски.